Хормоните се два, Т3 и Т4 на кратко, Т4 тироксин и 3 йодотиронин. Т4 се претвара во Т3. Чисто ако ги гледате тие податоци Т4, Т3, ако ги правите анализите, да не ве буни. Тие се тие два хормони кои што ги сметаме како показатели за тоа колку де-факто е функционалната тироидната жлезда. Уште еден хормон има, тоа е ТСХ, кој што се лачи во главата од питуитарната жлезда, и неговата улога е да ги регулира тироидните хормони. Односно, ако тие се премногу ниско, тој се крева, ТСХ се крева со цел да ги покрајне. Или обратното, ако Т4 и ТСХ се премногу висок, Т3 и Т4 се многу високи, тогаш тој паѓа или се спушта. Значи има една негативна врска, ја нарекуваме. Значи тоа е поврзано. И уште еден податок, сега збориме од тоа што можете да видите во една анализа која ќе ја добиете од лабораторија. Значи Т4 кажавме што е, Т3 кажавме што е, ТСХ кажавме што е и антителата. Антитела против тироидната жлезда. Хашимото тироидитот, само сакам да го објаснам, бидејќи тоа е извонредно честа состојба која што води кон хипотироидизам и основата на нејзиното делување е дека телото почнало да ја напаѓа сопствената тироидна жлезда. Значи нашиот имун систем се свртил против тироидната жлезда и почнува да ја уништува на еден начин. Со кое темпо ќе го прави тоа, зависи од висината на антителата. Тие на еден начин до некаде си и прогностички фактор, да не навлегувам во детали тука, меѓутоа на тој начин може да се утврди со кое темпо телото за жал ќе го уништува ткивото на тироидната жлезда и со тоа ќе, да речеме, ја влошува состојбата. Што може да направи начинот на исхрана и суплементите? Пред тоа да го објаснам целосно, само ќе кажам неколку моменти за кои се тие неопходни елементи што можеме да ги внесуваме и преку суплементи, но или преку храна, или не мора, или може да биде скроз штетно. Прво што сакам да кажам е јодот. Значи, затоа е многу важно да се користи јодизирана сол, каква што е солта кај нас. И таа сол треба да се користи во умерени количини и затоа нели ако слушнете некој сулут совет од типот на изфрлете целосно сол од исхраната, еве еден начин каде тоа може да направи проблем, а тоа е кај јодот. Затоа солта не се изфрла баш туку така на цел значи не е ова е медицина, ова не се баш така црно-бели работите. Мислам дека се разбираме. Значи многу е важно да се пази тука од каде се зема совети, на кој начин се примена, бидејќи човек што целосно би ја изфрлил солта, демек да си направи нешто добро, за извесен период може да си направи голема штета, особено ако падне нивото на јод. Дали треба да се земаат суплементи за јод е голема тема и превагнува ставот дека не треба да се земаат. Односно дека јодот треба да се зема од природни извори. Прво, од јодизираната сол за која што збориме, второ, од риба и морски плодови или од алги. Келпот исто спаѓа тука, тоа е вид на алга и тука се прекршуваат малку се прекршуваат научните студии за тоа дали треба да се зема келп, односно оваа морска алга, преку суплемент или во делот на исхраната. Не можам да кажам став, бидејќи став уште прецизен тука нема. Но јодот генерално советот е од храна, не од суплементи. Одиме понатаму. Друго нешто многу важно за тироидната жлезда е B12. B12 можете и да го измерите во крвта, во било која лабораторија, подобра, се проверува ниво на B12 во крвта. Кој може да биде во ризик? Сите луѓе кои што не јадат месо или јадат месо извонредно ретко. Бидејќи најчесто месото и B12 одат рака под рака, а ако падне нивото на B12 под одредена линија, тогаш не само тироидната жлезда, туку за жал почнуваат да страдат и низ други органи. Така што или ќе се консумира месо, или ќе се зима B12 во формат на суплементи. Тука суплементи да. Значи B12 како суплемент да. Трето, селен, многу убава и широка тема. Селенот подеднакво може да се земе и од суплементи и од начин на исхрана. Ако е од начин на исхрана,
доминираат бразилските оревчиња. Зошто? Не дека се од Бразил, туку заради тоа што тие имаат капацитет. Самото дрво го собира селенот од под себе и го концентрира во плодот, во бразилските оревчиња. 1 до 2 во неделата за луѓе кои што имаат потреба од екстра селен, или ако е севорет и немате потреба од екстра селен, 1 до 2 бразилски оревчиња во месецот. Значи никако да се зема 1 до 2 бразилско оревче или повеќе дневно. Се некој ќе се направи паметен, ќе каже јас сум изел цело кесе и уште сум жив. Тоа не е научно тврдење. Се разбира дека тоа не е отров па да направи таква штета. Зборуваме за хиперсиленоза, с голем концентрација на селен многу во телото. Ако јадеме секој ден над 3 месеци 1 до 2 бразилски оревчиња, тогаш ќе бидне таа белја на подолг период. Но да не навлегуваме и во тоа, мислам и сме пишували, имаме и текстови на таа тема. Четврто, цинк. Значи цинкот е многу корисен. Исто кај него важи дека може да се зима и од природни извори, дефицитарен е. Цинкот не е лесен да се најде. Некои школки, некои остриги во месо, сакам да речам, не дека ги промовирам овие како начин на исхрана, меѓутоа тешко е да се најде цинкот туку така, затоа некогаш е корисно да се земе во вид на суплемент, особено ако е присутен хипотироидизам. И ашваганда може да се земе како додаток, но треба да се пази ако има проблем со тироидната жлезда. Ашвагандата се дава само кај хипотироидизам, односно само кај намалено ниво на тироидни хормони. Не се дава кај покачено ниво на тироидни хормони. Зошто? Заради тоа што ашвагандата и онака ги покачува природните нивоа на тироидни хормони, па ако на хипертироидизам и ашваганда додадеме, тогаш можеме премногу да го дигнеме нивото на тироидните хормони. Овие се тие суплементи или природни работи кои што може човек да ги направи за да си ја подобри функцијата на тироидната жлезда. Кога? Кога во медицината велиме дека постои така наречена субклиничка состојба. Што значи тоа? Тоа значи дека ние гледаме дека има одредени нарушувања. Можеме на ехо да ги видиме. Можеме кај хормоните малку како разместување. Или можеме да видиме на друг начин да утврдиме. Но не го гледаме тоа како симптом кај пациентот. Значи нема драстично нарушување и појавување на симптоми кај самиот пациент. Не се плашете од еутироксот како лек, иако страшно звучи зборот нели доживотно, меѓутоа тоа е толку безбеден лек кој што се дава на милиони дози, години наназад и да имал некој несакан ефект, досега ќе било тоа јасно докажано. Така што таму нема без страф. И сега за храната останува последниот елемент. Брокула, зелка, прокел, кел, сите во круциферозните, така наречени круциферозните зеленчуци, не се штетни за тироидната жлезда. Тие имаат така наречен гоитроген капацитет. Може да го намалат нивото на јод. Но за да го достигнат тоа, ние треба да јадеме по 1 кило жива брокула на ден. Мислам дека 1 кило жива брокула на ден со месеци не јаде никој. Така што заборавете ги, тоа се стари факти. Значи, тоа се стари податоци кои што порано беа релевантни, меѓутоа науката отиде преку нив. Значи, круциферозните, особено ако се термички обработени, што значи тоа? Варени, готвени, на било кој начин, капацитетот за гоитрогеност драматично се намалува. И конечно видот на храна. Има јасни докази дека кај некои луѓе помага одредениот тип на храна. Како помага? Не да ја излекува целосно состојбата, туку да ја под наводници развлече. Значи, да ги смали антиинфламаторните показатели, да го намали нивото на антителата, но не зборуваме за тоа дека дефинитивно целосно храната може да ја искорени состојбата. Има ситуации кај што тоа храната може да го направи. Зборуваме за предијабет, зборуваме за нарушени липиди, дислипидеми, крвен притисок доста. Таму се состојбите каде што храната може под наводници чудо да направи. Меѓутоа, кога е тироидната жлезда, ако силно е зафатена, ако голем дел од нејзе веќе оштетил имуниот систем, тогаш ние можеме преку храната да дадеме поддршка.
но не можеме да ја излекуваме состојбата и тоа многу е важно да се знае. Прво, кај некои луѓе помага безглутенската исхрана. Јас не сум голем обожавател на безглутенската исхрана, бидејќи е строга, тешка за следење од една страна и од друга страна може да води кон дефициенции. Но ако помага, како што е во овој случај кај некои пациенти, тогаш да. Второ, така наречена антиинфламаторна исхрана, таа јас ја применувам кај кај проблемите со тироидната. Зошто? Тоа е храна во која што начин на исхрана подвид на медитеранската, во која што доминираат храни со висок антиоксидативен индекс. И на таа скала се одбираат тој вид на храни и се додаваат со цел да има така наречен антиинфламаторен или антивоспалителен ефект во нашето тело, што на долг рок се очитува со подобрување на состојбата на еден начин или одолговлекување на потребата за раст на дозите, но реков пак и пак ќе речам, не како дефинитивно излекување на состојбата. И намалување на млечните производи исто според многу научни студии е најдено дека помага кај проблеми со тироидната жлезда. Значи има арсенал од аспект на храна, но тој оди во склоп на целокупното лекување заедно со фармакотерапијата која што треба да се даде. Просото прави проблем и сојата кај некои луѓе прави проблем. Значи просото може да направи проблем и сојата. Тие се две храни кои што не се препорачуваат.